Друго отворено прашање е што всушност ние сакаме. Има разлика помеѓу концептите на декриминализација, депенализација и легализација. Мислам дека ние од старт не сме ги расчистиле овие прашања. Дали едноставно казненото право ќе се повлече од една сфера која што има висок степен на приватност, што ќе правиме ние со нашето здравје, во што ќе уживаме, што ќе внесеме во нашиот организам, како што се повлекува и од делот, да речеме, на приватниот живот, интимната сфера, прељубата и така натаму, некогаш познати инкриминации, но денес строго оставени на некаква морална или друга осуда, или, например, дури и само пометнувањето не е казниво, па дури и во повисоки фази на бременоста, чисто да направам една паралела, односно аналогија. Дали ќе имаме депенализација во смисла на тоа органите на казнениот прогон да имаат еден поинаков пристап, да речеме во случај кога нема опортунитет јавното обвинителство да се повлекува, едноставно да нема гонење и така натаму, или пак легализација, каде што сега имаме најширока рамка и најголема обврска за државата, како што беше споменато и од претходните говорници.